20 часот време за вториот дневник на Канал Плюс. Да ги проследиме настаните на денот. Се асфалтира дел од патот меѓу карбинските села Радање и Оџалија. Се асфалтираат и улици во Берово. Продолжува обновата на патната инфраструктура на истокот. Јавното предпријатие ИСР Штип се опреми со 2 возила за косење и собирање на трева. Се олеснува одржувањето на големите паркови. Наскоро возниот ред на ИСР ќе се збогати и со нови возила за смет. Утре во Штип во текот на целиот ден ќе има голема крводарителска акција и рок хепенинг. Настанот е во организација на младите при Општинскиот Црвен крст и Дом на млади Штип. Во општина Берово во тек се активностите за подобрување на патната инфраструктура. Асфалтирани се неколку улици, а се подготвуваат терени за асфалтирање на нови улици. Берово обезбеди средства и за реализација на втората фаза од проектот за изградба на дом за стари лица. Подобрување на сообраќајната инфраструктура преку асфалтирање на улици е она што во моментот локалната самоуправа од Берово го прави во насока на општо добро на граѓаните. Во моментот работиме на подобрување на сообраќајната инфраструктура и така се градат неколку улици се асфалтираат. Тоа е улицата Страшо Пинџур, улицата Даме Груев, улица Ленинова, улицата Неретва. Работиме на улицата 11 октомври со изработка на тротоари за подобрување на безбедноста на пешаците по истата улица. Се работи локалниот пат Берово, Брадославица, Смојмирово, така да градежни активности имаме доста. Во претходниот период општината Берово ја заврши изградбата на градската капела, која по добивањето на техничкиот прием и потребната дозвола ќе биде ставена во функција за граѓаните на Берово. Она што исто така е добра вест за беровчани е тоа што општината обезбеди нови средства за реализација на втората фаза од изградбата на домот за стари лица во Берово. Ја завршивме капелата на градот и по добивањето на техничкиот прием и употребната дозвола ќе отпочне капелата да работи и сега очекуваме со вчерашното потпишување на договорот за повторна донација од хуманитарната фондација Холандија Македонија. Повторно обезбедивме 125.000 евра од страна на холанџаните и ќе се отпочне со изработка на втора фаза на старечки дом, значи ќе градиме уште еден објект со исто толков капацитет како и првиот. Инаку најголем дел од средствата кои што ги обезбеди општината за подобрување на патната инфраструктура се од буџетот на општина Берово. Средства кои што за една улица во зависност од незината должина изнесуваат од 6 до 7 милиони денари. Денес се асфалтираше делница од патот помеѓу карбинските села Радање и Оџалија. Се решава голем проблем на жителите од плачковичките села, кои сега добиваат современ пристап до домовите. Во најава е асфалтирање на уште неколку патишта помеѓу села од општина Карбинци. Општина Карбинци по втор пат годинава го асфалтира патот кој ги поврзува селата Радање Оџалија во должина од 617 метри или вкупна должина од 1317 метри. Станува збор за села каде што живеат околу 250 жители. Овој пат продолжуваме да асфалтираме на патниот правец село Радање, село Оџалија во должина во 617 метри. Овој ние втор пат во годинава кај што асфалтираме на овој патен правец. Претходно имаме асфалтирано должина од 700 метри, вкупна должина до сега имаме асфалтирано само за оваа година 1317 километри во износ од 5 милиони денари. Ова е заем од Светска банка, заедно со владата на Република Македонија и инвеститор изведувач на градежните работи е Македонија пат, односно Агенцијата за државни патишта. Покрај патот Оџалија Радање во оваа општина се планира да бидат асфалтирани уште неколку патишта и улици во селата Таринци, Долни Балван, Трогирци и Козјак. Во моментов од денеска почнаа работите, земјаните работи за асфалтирање во улица во индустријската зона, на потегот од село Таринци до село Долни Балван. Проектите ни се аплицирани и чекаме на одобрување од Агенцијата за рурален развој. Тоа аплициравме за патниот правец село Долни Балван, село Трогирци, Долно Трогирци
и од село Радање до село Козјак. Со асфалтирањето на овие патишта, општина Карбинци го реши проблемот на жителите на селата Радање и Оџалија и на селата од Плачковичкиот регион. Побрзо и поефикасно ќе се уредуваат зелените површини во Штип. ИАП-ИСАР набави 2 машини за косење и собирање на тревата, кои ќе го леснат одржувањето на големите зелени површини. Наскоро ИСАР ќе набави 2 нови возила за собирање на комунален отпад. Побрзо и поефикасно ќе се уредуваат зелените површини во Штип. Јавното предпријатие ИСАР набави 2 нови возила за косење на тревните површини во градот, кои ќе допринесат да штипјани имаат чист, зелен и убав град, кој ќе залечи на некои од европските градови. Возилата се со мокност од 500 кубика, имаат голем капацитет за косење. Ние како јавно предпријатие се грижиме за зелените површини во градот, така да со овие косилки ќе се косат тревните површини во 8 ноември. Големиот парк ќе се коси стадионот овде на градскиот стадион во Штип ќе косиме. Знаете дека градскиот стадион во Штип ќе се реновира, па така со овие косачки ќе можеме да ја одржуваме тревната површина. Исто така со овие косачки ќе косиме и во централното градско подрачје. Двете косачки чинат некаде околу 7000 евра и се обезбедени одлични средства на јавното предпријатие ИСАР, а се со цел за намалување на работната сила и префрлање на работници на други работни места и првенствена цел се разбира одржување на зеленилото во градот. Со возилата ќе се подобри и квалитетот на услугите на комуналното предпријатие, а со ваквата современа механизација воедно ќе им се олесни работата на вработените. Набавката на нови машинки со кои може многу полесно да се косе, побрзо, поефикасно, значи собирање на травата се врши, има корпи за собирање на травата, намалува работната сила и сметаме дека е многу побрзо и многу поефикасно ќе извршуваме. До крајот на годината ИСАР ќе набави уште 2 трактори за фрлање на смет со цел подобрување на хигиената во градот. Пред стартот на ловната сезона од недела, ловџиите од Виница бара дозвола за законски отстрел на штетниот дивеч. Чакалот веќе прави штета низ терените на ловиштата, но и во атарите на селата. За околу 300 ловџи од Виничко викендов стартува ловот на летен и прелетен дивеч кој ќе може да се бара на површина од околу 200 хектари на двете ловишта во реонот на Драгобраште и Виница. На 2 август започува сезоната за летен и прелетен дивеч. Дозволени за лов се подполошката, грлица и дивиот голуб и колуб кривниш. Имаме 10 ловни дена во текот на летниот и прелетен дивеч. Со законскиот обврска е дозволено до крајот на септември, инаку нашето ловно здружение ќе лови до 15 септември. Меѓутоа, заради сигурен и безбеден лов, здруженијето бара дозвола од државата за законски отстрел на чакалот, кој веќе прави штета на терените во Виничко. Имаме поднесено повеќе ловни здруженија до Министерството за земјоделство, шумарство и ловостопанство да биде дозволен чакалот за отстрел, пошто во соседните републики, ево во Република Бугарија и Република Србија е дозволен за отстрел, а кај нас е забранен за отстрел, така да... А штета прави, така? Да, големи штети прави. Значи, го уништува полезниот дивеч, го уништува, напаѓа и по куки, по разни фармички и се набодува во голем број. Благодарение на ажурното и навремено исполнување на обврските од Законот за ловиште и репродукција на дивечот, Виничкото здружение важи за едно од најдобрите во регионот кое годинава произведе околу 1000 фазани, а со соодветни инкубатори репродуцираше и 100 броја на полска еребица, која наскоро ќе биде пуштена по терените на 4 ловишта со кои стопанисува здруженијето. После оваа ловна сезона од здруженијето најавуваат есенски акции за чистење на терените од предатори, белка куна и лисицата. Националното биро за осигурување објави дека над 30% од граѓаните се одлучиле за едномесечен зелен картон, откако стапи на сила опцијата за поевтин зелен картон со важност од 1 месец. Во автомото друштвото во Штип велат дека сепак овде многу поголем интересот за годишен зелен картон.
Овие 3 месеци од летото за повеќето граѓани се резервирани за патување на годишни одмори или викенд прошетки во некоја странска дестинација, а со тоа откако стапи на сила мерката за издавање зелена карта за 1 месец, интересот за издавање на ниво на држава значително е голем, но на локално ниво, поточно во Штип, се ретки лицата кои вадат месечни зелени карти. Сепак исплатливоста ја бараат во годишните зелени картони, велат од автомото друштвото од Штип. Оние кои патуваа почесто веќе има извадено зелени карти. Оваа бројка на извадени картони за 1 месец е, да не речем, символична. Значи, не осеќаме некое посебно раздвижување и како единствена причина се наведува тоа што оние кои патуваат веќе ги имаат зелените карти. Значи, многу малку се оние кои патуваат за 1 месец, иако јас и во еден од претходните изјави реков, овој месечен картон, доколку се случи да патувате 2-3 пати, веќе е далеко поскап во основа од оној картон кој се вади при самата регистрација на возилото, во периодот од регистрација до регистрација. А според статистиките на Националното биро за осигурување, се повеќе луѓе ја одбрале оваа понуда, а најчести се оние кои патуваат еднаш годишно на летен одмор надвор од границите. Околу 8200 лица се одлучиле за месечна зелена карта. Инаку месечниот зелен картон чини 30 евра за возилата до 66 киловати, а за патничките возила кои имаат над 66, зелениот картон може да го купат за 50 евра, додека цената на зелена карта за 1 година е од 60 до 90 евра, зависно од киловатите на возилото. Зелената карта е задолжителен документ за патување преку која се осигурува возилото во случај на несреќа. Во пресрет на националниот празник на Република Македонија 2 август, председателот Ѓорги Иванов помилува 45 осудени лица. 7 од нив се помилувани потполно, додека 38 лица делумно се ослободуваат од извршување на затворска казна, стои во соопштението од кабинетот на председателот. Летна крводарителска акција проследена со музички хепенинг во текот на утрешниот ден ќе организираат волонтерите во клуб на млади при општинската организација на Црвен крст во Штип. Акцијата ќе се реализира во просториите на Дом на млади, каде се добродојдени сите хумани луѓе. Во текот на утрешниот ден со почеток во 9 часот, хуманите штипјани и жители од регионот кои сакаат да даруваат крв, тоа ќе можат да го сторат во просториите на Дом на млади. Оваа крводарителска акција ја организира клубот на млади при општинската организација на Црвениот крст во Штип во соработка со Дом на млади. За прв пат Домот на младите во соработка со Црвениот крст од Штип го организира хуманитарна акција, тоест крводарителска акција, која што ќе се одржи во просториите на Домот на младите и ќе биде проследена со еден мал музички настан кој исто така ќе се случи во внатрешноста, во внатрешните простории на Дом на млади. Под мотото Вашата крв спасува живот, акцијата е иницирана со идеја да се помогне на учесниците и повредените во сообраќајни незгоди. Статистички гледано, во летниот период има многу сообраќајни несреќи, па затоа по овој повод клубот на млади на Црвен крст во соработка со Дом на млади ја организира оваа летна крводарителска акција и целта на оваа акција е да се соберат што е можно повеќе крвни единици. Сите заинтересирани кои со својата крв сакаат да помогнат да се спасат многу човечки животи, со тоа што до 16 часот ќе даруваат од најдрагоцената течност, ќе добијат скромни подароци и благодарници за покажаната хуманост. И повикуваме сите граѓани од општина Штип и регионот и овој пат да покажат својата хуманитарна страна со тоа што ќе учествуваат на овој хуманитарен настан, односно крводарителска акција, која што, како што кажа, ќе започне во 9 часот и ќе трае до 16. Во рамки на топлиот културен бран утре во Делчево ќе биде прикажана театарската представа Парче душа. Почеток на представата е 20 часот, влезот е слободен.
Со театарската представа Парче душа продолжува реализацијата на топлиот културен бран во Делчево. Театарска представа која што ќе се одржи утре вечер во спомен домот Асном со почеток во 20 часот. Во рамки на топлиот културен бран за 2015 година, кој се реализира во летниот период и е под покровителство на Министерството за култура во соработка со општините во Република Македонија, среда 29 јули 2015 година, со почеток во 20 часот во салата на спомен дом Асном ќе се одржи театарска представа Парче душа. Продуцент на представата е Љупчо Ѓоргиевски УПА, кој со актерство се бави од својата 13-та година. Основач на аматерскиот театар Чекори, со чии представи и улоги ги освоил сите можни награди во некогашна Југославија. Завршува ФДУ во класата на Љубиша Ѓоргиевски. Ги покануваме сите заинтересирани, сите пријатели на драмската уметност и театарската уметност да присуствуваат на оваа прекрасно остварување, прекрасно дело и понатаму Општина Делчево, Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров во соработка со Министерството за култура продолжува со остварување и реализирање на сите планирани активности во рамки на топлиот културен бран. Инаку претходно во општина Делчево во рамки на топлото културно лето се одржи второто издание на фестивалот во Делчево под звездите. Топлиот културен бран продолжува на 6 август кога започнува во годинешното издание на голачките фолклорни средби. Земјотрес со сила од 7 степени според Рихтеровата скала ја погоди провинцијата Папуа во Индонезија, соопшти Американскиот геолошки институт. Епицентарот на потресот бил на 250 км западно од главниот град на провинцијата Џајапур. Земјотресите со магнитуда од 7 до 7,9 степени се многу силни и можат да предизвикаат оштетување на зградите без оглед на нивниот квалитет. Во светот годишно се случуваат од 10 до 20 земјотреси со таков интензитет. Грчките власти денеска ќе ги почнат преговорите со меѓународните кредитори за третиот пакет финансиска помош. Ќе го проучиме и имплементираме договорот на Еврогрупата. Се надеваме дека се ќе оди добро, изјави министерот за финансии Цакалотос. Во меѓувреме, генералниот секретар за јавни приходи нареди проверка на сите компјутерски системи, дали вработените во секретаријатот извршиле незаконски действија. Истрагата почнува по наводите во медиумите за плановите да се пробие софтверот на секретаријатот, кој ги содржи сите кодови за регистрација на данок со цел да се создаде систем за паралелно плаќање. Јужнокорејскиот премиер Хван Хјоан денеска објави крај на епидемијата на блискоисточниот респираторен синдром МЕРС во земјата. Како што јавува јужноамериканската новинска агенција Јонхап, 36 лица починале и 186 биле заразени од болеста за која нема ниту лек ниту вакцина. Откако направивме оценка на ситуацијата, медицинскиот персонал и владата сметаат дека населението повеќе нема од што да стравува, истакна премиерот пред членовите на кабинетот. Епидемијата негативно се одрази врз растот на економијата во Јужна Кореја, намалувајќи ја потрошувачката. Поради избегнување на јавните места од страна на јужнокорејците, продавниците, трговските центри, рестораните и кината забележале пад во продажбата. Со резултат 2:1, фудбалскиот клуб Брегалница од Делчево славеше над тимот на САС од Македонска Каменица во рамки на првиот пријателски подготвителен надпревар кој вчера се одигра на градскиот стадион Гоце Делчев. Пред околу 50 на љубители на фудбалот и двете екипи покажаат цврста игра, во која како поуспешни на крајот излегоа домакините. Дарко Пешовски беше двојниот стрелец за Брегалница. Тој најнапред во 30-та минута по одлично уфрлената топка изби сам пред гостинскиот голман, кој беше немокен да го запре неговиот прецизен удар. Гостите изедначија набрагу погрешка на домашната одбрана, додека пред крајот на првото полувреме, повторно овој пат погрешка на гостите, Дарко Пешовски го постави конечниот резултат. Во второто полувреме и едните и другите како да беа задоволни од резултатот, па така мечот заврши со резултат 2:1. Она што е важно за тимот од Македонска Каменица е тоа што во новата сезона овој клуб повторно ќе ја предводи Стојче Милошевски Цаци. Милошевски минатата година го започна првенството со екипата на САСа, но по завршувањето на есенскиот дел кога со скромната екипа освои 18 бодови си замина од клубот.
Македонската женска младинска репрезентација испушти шанса да направи големо изненадување против фаворизираниот противник Русија, откако во последната минута од надпреварот на 2 пати го изгуби водството од 1 гол разлика, кое ќе значеше и борба за повисок пласман на Европското првенство, кое се одржува во Шпанија, Валенсија. Конечниот резултат 26-26 е само потврда за пожртвуваната игра која ја покажаа нашите млади репрезентативки во сите 60 минути, во кои иако во неколку наврати имаа и негатива од 3 гола разлика, на крајот се бореа за голема победа против првопласираниот тим во групата. За репрезентацијата на Русија ова беше прв загубен бод на првенството, но тие сепак завршија на првото место во групата и заедно со Германија го продолжуваат настапот во осмина финалето од шампионатот. Македонија како трето пласирана и последно пласираната Литванија ќе разигруваат за пласман против последните две селекции од А групата, Србија и Хрватска. Заврши дневникот на Канал Плюс. Ви посакувам пријатна вечер, се гледаме утре со нови информации од источниот регион.